Добар ден, ученици, или добро утро, а може би и добро вечер, во зависност од тоа во кој период го гледате ова видео. Добре дојдете во оваа електронска училница, на овој електронски видео час. Јас сум Живко Василевски и сум наставник по информатика во Општинското основно училиште Димо Хаџидимов. И денеска ќе обработуваме една лекција од предметот информатика во 6-то оделение. Денешната лекција е од темата креирање програми и насловот на лекцијата, односно нашата наставна содржина за овој час е изработка на програми кои што вклучуваат променливи во Scratch. Променливите може да се користат во сите програмски јазици, во сите програми што се поврзани на некој начин со процесот на програмирање. Тука имаме една илустрација која што може да ни покаже да сватиме што всушност е променлива. Променливата можеме да си ја замислиме како еден вид на кутија, како што ја гледаме тука во средината на екранот, и таа кутија може да собира податоци. На почетокот, например, кутијата имала податок 1, потоа тој податок го снимува и ставаме некој друг податок број 2. И така натаму. Затоа и самото име кажува дека променлива е нешто што ќе се менува. Променливата ни користи за да зачувуваме податоци. Сега да видиме некои од карактеристиките на променливите. Променливите имаат три главни карактеристики, а тоа е дека тие може да имаат свој тип, односно вид. Типот или видот на променливите може да биде една буква, може да биде некој подолг текст, може да бидат бројки и така натаму. Сите променливи мора да ги означиме, односно да им дадеме име, и секако променливите имаат своја вредност. Сега да погледнеме еден пример во кој што ќе видиме променлива која што има свој вид, своје име, односно ознака, и секако има вредност. Тука долу на екранот ни се појави int a е еднакво на 9. Да видиме сега што значи ова, односно што е вид, а што е име, а што е вредност во оваа конструкција тука. Тука int ни е скратено од integer, тоа е вид на променлива која што може да содржи бројки. Меѓутоа не секакви бројки, туку само цели броеви. Потоа имаме име или ознака на променливата. Во овој случај ние променливата сме означиле со малата буква А. И на крајот ја имаме вредноста на променливата, тоа е 9. Треба да се знае дека еднаквото во програмирањето не означува исто како што е во математиката да прикажува еднаквост, туку тука со помош на еднаквото ние доделуваме вредност. Значи не викаме дека А е еднакво на 9, туку дека променливата со ознака А добива вредност 9. Сега да видиме, ова е општо за променливи, да видиме како во Scratch можеме да ги користиме променливите. Ќе отвориме Google Chrome, каде што јас имам една преедноставна програма во Scratch, каде што имаме ставено само една мачка и имаме ставено едно јаболко. Сега што сакаме да направиме? Сакаме да направиме кога ќе кликнеме со маусот на мачката, да ни брои кликови, а кога ќе кликнеме на јаболкото, да ни ги намалува кликовите. Како можеме тоа да го направиме? За да го направиме тоа, ние треба да работиме со променливи. Со променливи во Scratch се работи во делот Variables. Тука лево, портокаловото круче го кликаме и ќе ни се појават блокови за работа со променливи. Прво, треба да кликнеме на Make a Variable, за да можеме да креираме променлива. Тука го пишуваме името, односно ознаката на променливата. Во случајот можеме тука да напишеме кликови. Можеме да одбереме дали променливата ќе важи за сите ликови во нашата игра или само за тој лик што ни е моментално кликнат. Бидејќи ние сакаме и јаболкото да биде вклучено во променливата, затоа треба да е штиклирано ова првото For All Sprites. Кликаме на ОК. Кога ќе кликнеме ОК, ќе забележиме дека веднаш во горниот лев дел на Scratch
ни е појавено кликови 0. Ако го отштиклираме ова тука, ќе забележиме дека го снемува. Ние сакаме да го има, така да ќе остане штиклирано. Сега да видиме тоа што сакавме да го направиме, кога ќе кликаме мачката да се зголемува за 1 бројот на кликови. За да го направиме тоа, ние треба да отидеме во Events и да земеме еден блок наречен When this sprite clicked. Значи, тоа што ќе се случува само ако кликаме на мачката. Сега, за да се зголемува променливата, да брои кликови, треба да отидеме во Variables и имаме опција Change. Ова Change, кога ќе го прикачиме на овој блок, тоа значи дека со секое кликање на мачката ќе се зголемува променливата за 1. Значи, Change значи да се зголемува променливата за 1 во однос на тоа што претходно била. Сега рековме ние дека сакаме да направиме кога ќе кликаме на јаболкото да се намалува. Во тој случај ќе кликнеме долу на јаболкото и тука треба да ставиме повторно еден event, односно настан, when this sprite clicked, и за да направиме да се намалува, тогаш во variables повторно треба да ставиме change, да го промениме ова my variable во кликови и да напишеме -1. Сега кога ќе пуштиме нашата игра, еве на цел екран да поголемо, ќе забележиме дека со кликање на мачката, кликовите не ни се зголемуваат, затоа што јас изгледа заборавив да го сменам така, заборавив да го сменам my variable во кликови. Добро, сега ќе ја пуштиме повторно играта и ќе забележиме дека со кликање на мачката нас ни се зголемува променливата кликови, а со кликање на јаболкото ни се намалува. Сега, убаво е на почетокот на играта секогаш да ставиме една контрола со знаменцето, односно тоа е настан во event, и да наместиме на почетокот на играта секогаш променливата кликови да биде 0. Тоа се прави со помош на set. Set ја става да биде променливата точно онолку колку што ќе пишеме, а change ја променува во однос на тоа што претходно била. Бираме кликови 0, така да кога ќе кликнеме на знаменцето, секогаш ќе ни се ресетира кликовите и ќе бидат 0. Сега да отвориме уште еден пример, да покажеме како може да се искористи променлива за да ни брои поени во еден мал квиз што имаме тука направено. Тука имам направено јас еден квиз кој што има 3 прашања и да видиме првото прашање кој е главен град на Франција. Ако одговорот е Париз, мачката да каже браво дека добил 5 поени. И сега тоа значи дека за да ни ги брои тие поени, ние треба да отидеме во Variables. Веќе имам јас тука креирано променлива. Одбираме Change и ставаме тука и пишуваме, го променуваме името во поени, и пишуваме 5 тука за да ни брои 5 поени. Потоа имаме второ прашање. Ако одговорот е точен, да ни ги зголеми поените. Повторно за 5, значи ставаме Change, одбираме поени, пишуваме 5. И на третото прашање вика, следи следното прашање, внимавај, ако погрешиш ги губиш сите поени. Во тој случај, ние треба да ставиме set variable за да ги изгубиме поените, односно да се врати на 0, и одиме во else, каде што е погрешен одговор, ако биде погрешен одговорот. Одбираме поени, ставаме 0, а доколку одговори точно 5 поени, тоа значи дека ќе ни треба уште еден change овде. Одбираме поени и пишуваме 5. Ајде да провериме дали нашата игра функционира. Кликаме на ова да го зголемиме екранот. Кој е главен град на Франција? Пишуваме Париз. Браво, доби 5 поени и сега ова ќе се зголеми. Ето го, 5 поени. Како се викаат единиците и нулите со кои компјутерот прави пресметки. Тоа се бинарни броеви.
Браво, доби 5 поени, ќе се зголеми за 10. Следи последното прашање, внимавај, ако погрешиш ги губиш сите поени. Која програма од Office пакетот овозможува креирање на мултимедијални презентации? Тоа е PowerPoint. И да видиме дали сме добили 15 поени. Така е. И да не заборавиме, на почетокот на нашата програма, вредноста на променливата поени секогаш да биде 0. Одбираме сет, го ставаме на почетокот, поени да биде 0. Нели на почетокот на играта секогаш поени е 0. Исто така, како што го минував јас ова овде од my variable во поени, убаво е на почетокот да го смените во change поени, така што на секое ставање веднаш да ви биде наместо на поени, наместо да има потреба да го менувате my variable. За домашна задача имате да креирате игра во Scratch, во која што главниот лик има задача да собира два вида на овоше по ваш избор. Едното овоше би требало да носи 2 поени, а другото да носи 4 поени. Направете секако променливо кој што ќе ги покажува поените на играчот. За оние ученици кои што се дополнително заинтересирани, нека се обидат да направат мултиплеер игра со два играчи во истовремено, и овошето што носи повеќе поени да го снимува доколку не биде собрано за краток период. Довидување ученици!